По многу нешта Дедарца е легендарна, не само по храброст, одлучноста и гордоста, туку викаат Дедарца е блика од вода. Богатство што на живење на жителите од Дедарца чини една целина што на некој начин во целост го заокружува животот на старите македонци. Изворот што гледате всушност се најдува во непосредна близина на селото Велмеј, таму каде што е всушност и зачетокот на хидробраната која што ќе послужи за наводнување на Велмејското, Лешанското и Грекополското поле. Јас, Брежани, не одам од брег вода не пијам, примирчета не спијам. Ова го зборувала една несудена брежанска невеста. А ние пак малку верувајќи во неколку вековните зборови одлучивме да се напиеме вода токму од брегот во спомнатото село Брежани. Селото Брежани се најдува во планинскиот масив Малбетар, на височина од 1083 метри. Подалечено е непълни 40 км од Охрид. Постојат повеќе легенди за постанок на името од ова село. По првата легенда, селото Брежани всушност го оформил еден од тројцата браќа. Овај бил наречен како Брежан. Братот Лешко го оформил селото Лешани, Веле го оформил Велмеј. И ден денес селата ги носат имината од браќата творци на денешните модерни села во Дебарца, вистински бисер. Напред малку спомнатото убавина, храброст, одлучност и гордост. По втората легенда, селото Бежани, односно Брежани, настанало од поимот Бежани, што би значило поим за бегалци. Трети пак вика дека станува збор на доселеници од селото Брезиште во Белбани. Овој податок го доминира уште од 1582 година. Дрвото бреза што го има во изобилство на овој терен пак исто така асоцира за можност на постанок на селото Брежа. Исто така, ова е веќе пета теорија или легенда за постанок на селото Брежани. Истото постанало од суфиксот јани од апелативот брег. Под првото возвишение се разбира најблиско. Камерата на телевизија Морис го посматраше селото и на некој начин како да ги фиксира главните објекти што нешто подоцна ќе повлечат големо внимание за нас. Го посматраме селскиот центар. Таму каде што се најдува малата црква Свети Никола, викаат да доликува на вистински парк. Тука е и некогашната училишна зграда. Пак поим кој што го затврстува поимот селски центар. Селската црква Света Атанасија, видена одблиску нешто подоцна.
одблиску ќе бидат видени многу објекти. Зашто искрено речено, секој представува собствена приказна за начинот на живење на Брежанци. Бугарскиот учестак, наречен во поново време, за време на Втората светска војна, се уште се држи на собствените темели. А за нас нешто што доликуваше величествено и атрактивно беше манастирот Свети Петар и Павле. Виден одблиску, истиот ќе биде забележан со неговата изградба од поново време, а неговата изградба во моментот можете и да ја следите. Од мал објект кој што не е поголем од една обична домашна фурна, прерасна во здање кое ете денес представува гордост за секој брежанин. Манастирот е од народот, викаат, и секое семејство на денот од Свети Петар и Павле ја презема грижата за манастирот како добар домаќин. Истиот се уште во изградба. Не е завршена и манастирската камбанерија. Се градат и пропратните манастирски објекти, може би своевремено наречени конаци. Гледката према селото Брежани му припаѓа само на едно. На манастирот Свети Петар и Павле. Не успеавме да го видиме манастирот Свети Петар и Павле од надлежната страна. Меѓутоа нашата камера низ затворените прозорци успеа да ви ги доближи иконостасот и иконографијата. Тој бил некогашниот век, некогаш. И имаше стари знаци што имало тука некои цркви манастири во поранешните времена. Сега посонна една жена овдешна наша, се сонувало дека треба да се изгради некој манастирче тука. Потоа, почнувајќи од едно викендиче колку една фурна, и видовте тие малите надвршици, па се даде иницијатива, разбираш, и од него појќе беше старато, тој е лично дека на човек. Се застара луѓето и наши докато што имат, речемо, не само во Охрид, него во диаспората. Ако не појќе да го почнеме од Австралија,
сраѓа се колку добар имат првен пати Америка и Германија, овие нашинци допре што работат. И така дојде до тоа едно. Погледот од манастирската камбанерија исто така оплеменува. Фудбалското игралиште во собственост на селскиот клуб е само случајно забележан, слегувајќи од манастирот Свети Петар и Павле и приближувајќи му се на селото Брежани. Во текот на ова репортажно видување ќе бидеме во прилика и да ве препуштиме во уживањето на вистински стари македонски куќи. Се разбира, ќе ве закрепнуваме со податоци кои што ќе ви дадат слика во еден момент да се чувствувате за вистински брежанец. Во село Брежани каменот доминира за изградба на објекти. Дали тоа било традиција или едноставно сиромаштија, доскоро во добар дел од сите куќи покривот бил од слама. И денес во Брежани може да се најдат објекти покриени со слама. Во добра состојба оние кои што благовремено се препокриваат, зашто викаат покривот од ваков облик е со ограничено време на трајање. Малку можевме да се пофалиме со гостопримството на луѓе кои што шетаат по брежанските улици наречени јавици. Наместо овој широк чардаг да биде препун со моми и млади невести кои што везејќи го своето рубје ќе се слуша нивниот глас дури до манастирот Свети Петар и Павле, ние ја затекнавме домаќинката која одвај успеваше своите алишта после перењето да ги обеси на живица за да се сушат. Првиот знак ни изборуваше дека и селото Брежани, всушност како и секое македонско село, е проретчено. А некогаш, не е толку одамно. За пример, да ја земеме 20-та година од овој век. Во Брежани живееле дури 138 семејства со преку 750 жители. Денес, ако се забележат 30 на оджаци како чадат. Скромно ја викаат Брежанското поле, иако истото е богато со вода и најмалиот заседен простор ќе роди. А nama potrebna je silina za da se proizvede nešto. I zato oni koji što odlučili da mu služat večno do kraja na životu na ovo selo, se odlučuvat za stočarstvo. Pred malku spomnatата policijska bugarska stanica je na raspaѓање. Најмалку од причина што така ја нарекуваат или веруваат дека представувала бугарска полициска станица, може би по злоделата што ги чинеле, така и останала запаметена. Арнуама оваа зграда е изградена во 1927 година. Долги и широки чардаци,
počesto i ukraseni, so široki i dlavuke ambari, ano prazni. До предедна година всушност Брежани било оддалечено од Велме околу 6,5 километри по неасфалтиран лош безмаку кози пат. Сега по асфалтна лента може да му се прииде, но како ни рекоа, како да подзадоцнила. Кому ли сега е потребна асфалтна лента? Или може би, ако ги земе надежите во обзир, токму таа ќе ги наведе Брежани да се вратат. Навистина емигрирале во добар дел во прекуокеанските земји. Меѓутоа, оние кои што се во Охрид, Битолско и Демирхизарско се надеваат овие што останале овде дека кога тогаш ќе се вратат. Или пак селската македонска практика покажува нешто трето. Овие луѓе што ги гледате се на измакот од свој живот, ќе имали кој да ги замени. Ако веќе со асфалтната лента нагризавме во инфраструктурното богатство на Брежани, тогаш вреди да се каже дека селото Брежани поседува и селски водовод. Има електрична енергија. И многу старини кои што укажуваат на културата на нивниот начин на живење. Оваа софра всушност изработена е од едно дрво со пречник повеќе од 1 метар. За вакво мајсторство било потребно и време, и труд, и страпливост. Селото Брежани се состои од 2 мала. Долното на некој начин и го прошетавме. А ако центарот представува нивна поделба, во моментов го посматраме. Таму каде што е црквата Свети Никола и паркот за одмор на Брежани, кога за време на празничните денови се собираат на малку муавет, а понекогаш и да ја разбијат собствената тага, зашто овде самци има многу. Го видовте првиот осамен, го следите и вториот. Конју бели, наместо да носиш млади невести, ти како да си се срозал од тага. Има ли кој да те впрегне или да те насамари? Има ли кој да те оселува, да те напои на зоби? Тогаш, од каде овие спомени кои што наговестуваат младешки жагор? Нека бидат и селски псовки, само да се слушаат. Селото Брежани е густо населено. Од тука и селските улици, наречени јалици, се строго изразени. Безмалку представуваат урбани улици, каде што понекогаш мора да се води сметка во која насока се движите. Дека и каменот може да биде слапат при лошиот покрив е доказ. Клитерот може би се престорува во земја и еден ден објектот исчезнува во целост. А од објект од ваков карактер ќе се престори толпа на камен.
Сигурно е дека не е слабо право кога тврдиме дека осаменоста е карактеристична во Брежани. Понекогаш возможно е друштвување, али на предмалку видениот начин, додека домаќинот се труди да распарча еден труп, подобро речено, пењушка. Домаќинката му прави друштво и при тоа не сака да го изгуби собственото драгоцено време. Потек доволен за друштвување, муабет, завршена работа. Семејствата во кои што има по најмалку 2 члена, всушност во Брежани представуваат среќни семејства. Динамично испразнетото село во прекрасниот зимски ден во Брежани може би само не доликуваше дека е без луѓе. Убавото време вредеше да биде искористено нешто и да се сработи. Така ненадејно во собствениот двор и со својата мазга, натоварена со дрва, дојде домаќинот најкуски. Данас всушност прилика да не спроведе до црквата Свети Атанасиј, да не раскажува за неја зашто истиот е одржувач. А при тоа мазгата да здивне и да се подготви за втора тура. И немој толку да ја претоваруваш мазгата, му рече домаќинката. Денот не е толку голем, меѓутоа во 2 наврати ќе може да се донесе поголема количина на огремно дрво. И овде бевме во прилика да посматраме на просторија некогашен топол дом низ страната на зидот. Односно и овде недостасува четвртиот зид. А начвите во внатрешноста на просторијата кажува дека овде, со оглед на тоа дека се две, живееле многу луѓе.
Во дворот на секое домаќинство мора при рака да биде се. Приборот за запрега, огромно дрво, а пред малку забележав и нешто што може да се најде в грне. Одејќи преку манастирот Свети Петар и Павле, преку црквата Свети Никола, во непосредна близина сне до црквата Свети Атанасија. Станува збор за најстарата црква во ова село. Како ни зборуваше господинот Нејковски, навистина дека се изведувале работи во облик на заштита. Ја минувале дури чатијата, авнама никаде не успеале да откријат која година е правена, односно градена црквата Свети Атанасија. Овде и камбанеријата е стара. Како да се измориле неколку звончина од преголема звонова и веќе две се испратени на повторно лиење. На некој начин и тоа укажува на старост и традиција. Поради немање на акумулаторска енергија и прекусо ќе се задржиме во црквата Свети Атанасија. Може би не е доволно за да ја разобличите убавината, која што датира од пред многу векови. Ево ние, ова стара црква сега кој што бевне, беше стара, како да те кажа, многу полош изглед имаше некој куќа моја. Ама ние во тоа време уште се паѓаше и луѓето верува во една божествена, не видиш. Подарвија кој едно, кој друго, и ние сматрајќи дека париве треба да нешто да се трошат. Едноставно не треба да влезете во камера, не купите Свети Атанасија, нека брашме, не му треба njemu. И баш ја уште дете, кога млади, овде каде руководиме, не се взеа 2 години и 3-5. И 5 туку, ја што во моето знање, ние и тука руководиме. Ама задржувајќи и парите ја од црква, ја и премалтарисавне, ја препокривне, порано беше со плочи покријана, па после зелонцули, кора, куќара што и моја беше, со солонит, ајде не чини се така придобивне нешто поиќе помошти од нашите селјани, што паѓа во ние доброволни прилози, ги конструктиравне, препокривне со ламарина. Сматрајќи дека ламарина трајнува, во трајноста. И тоа, демек, тоа се додата рачун. Он дека долу и тоа имаше едно црквиче мало. Да, и тоа станам да го преправиме, помогувме, тоа е Свети Никола. Го обновиме, па го градиме околу една да се гледат малци, што за времето наше, она што се може да се поправи, да останат споменици дека вистина имало тука народ. Живеел. И пак, уште, пак ти живее. Се ќе имат, не може да бидат сине на работа, не може да бидат ни си завратени. Се ќе имат овде како бидат за да живеат. И како доликува приликите после посетата на црквата Свети Атанасија, леговме во домот при господинот Нејковски.
Ако сте гладни, поварете наручек, ми рече домаќинката. Ако ништо повеќе, во секој брежански дом има топла погача, а Бога ми и понешто да се замези. Кажете ни колку години живеете во Брежани, односно кога сте родени? Родени сме, ти казав, 24-21 година. Овде е роден и ја и татко ми, дедо ми, потеклото е лично одовде. Не населен никаде. Малко е изненадувачки кога вака човек ќе си ги прикаже своите 70 и повеќе години како дел на животното искуство во едно село. Што ќе ни кажете вие? Каква била живеачката порано? Како се живее денес во Брежани? Видиш вака, тука се различити промени. Порано во ова село, дори беше големо, над 100 домаќинства и свој перешет пристигна. Газдите си беа газди, ние, по сиромаси од таква фамилија се наоѓам. Оди кога кај ни ми работи, кога вамо таму, тие краиша ова години се знаја дека беа доста пасивни, разбираш, ко за нас. Ние беме голема фамилија. Во тоа време мораше некој да оди момук, некој да паси ова говеда или било што, за обстанок на животот. Мораше таков обстанок да се прави за времето. И понатака сакам да ти кажа, до 41-та година се така беше променлив животот во кај нас и во селово. Се живееше порано, дори бевне ние, и ја дори бев, од дете, што од татко ми, кој има овде во ова куќава, се занимаване со занат. Занат, тоа не се знае ткочеви и ножби. Тие работиме до после 41 година. Видиш вака, не би можел во тоа да влезам обширно за како би можеле тие за да се вратат, а можеа и до сега да се не оселат, ама тоа беше слаб ангажман, како да го речеме, слаба волја, немавме во времето уште во партизан властите некој да ни крепи после. Луѓе долго во управните органи, луѓето си бара чаре за излез, за подобар обстанок и затоа се одселија. Не од друго што го не сака. Али ипак и овие, што немаше средство порано, ево сега е веќе дојдване до еден пат, разбираш, како сако, али углавно се стори. И луѓено веќе нивјено, оние што има одовде надолу, за нагоре да не рачунаме, горе случалени. За одовде удолу, што се овие ни чинат, али ние одовде до патарот на село, имаме една табла долу, како што видите. Тоа беше наше изумје до тастане. Се се раѓаше, се се садеше, докато кумбајујт луѓето може да го раз... Ама потешки ни се превози. Превозот малце ни се ебава. Тука е, во тоа дечи целиот онако. Некој има кола, некој нема. Ај што да го пресија. Нема. Нема што да купите, ако нема. А да би имале кола, е толку сега што го направија патот, луѓе презамислија, значи нешто поинаку се помисли овдека. Покрај духовната вредност, посебно се истакнува и писменоста во село Брежани. Ете, ние бевме во прилика и старата училишна зграда да ја сликаме. Кога и последниот ученик престана да го посетува господина Нејковски? Тука, ако би рекол по пред ова година или пред она, треба да ви лажа, али детални години нема. Ова не може да запамта. Тоа беше наскоро сега.
Ајде има 15 години повеќе нема. Тука е некаде. Тоа се движи. А некогаш детскиот жегор, токму таа зграда бил голем. Колку ученици пред 30 години, например, имало во... Јас го бев како дете, одев на школу, кој се построене од предшколу, од војно, ти знаеш како се строене. Па дори горе гледам на куќа. За времето ја што одев, испод 80 деца не беа. Ќе останем многу недоречено за Брежани.